Добро утро. Денеска се вклучуваме од Скопската зоолошка градина. Голема е веројатноста додека ние зборуваме да слушнете и некакви крици или пак звуци од животните, меѓутоа убаво е тоа да се слушне кога веќе не можете да ги видите. Имаме интересна тема за разговор. Темата е поврзана со хуманитарен базар кој што ќе се случува утре. На оваа тема разговараме со Воислав Димитровски, кој што е директор на Лајка, и Тина Мицковска, портпарол на Скопската зоолошка градина. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Убав е настанот за кој што ќе зборуваме, кој што ќе го најавиме, хуманитарен базар насочен кон животните. За што станува збор? Заедно со Зоолошката градина имаме убава соработка во последните месеци и ова ни е една од поредните акции заеднички што ги правиме. Всушност гледаме преку ваков тип на активности да ја зголемиме јавната свест и всушност и да добиеме некакви определени средства кои што ги бидат од помош и за Зоолошката градина и за јавното претпријатие Лајка. Ги повикуваме утре сите посетители на зоолошката да застанат на штандовите кои што ќе бидат од страна организирани страна на зоолошката градина и на јавното претпријатие Лајка. Ќе има ракотворби и сите средства, односно кои што ќе бидат соберени, ќе бидат реално донирани за бездомните куќиња и за зоолошката градина. Тоа значи дека ракотворбите ќе се продаваат, ќе има надавање, како ќе се одвива тоа? Еве јас може ќе има доста хумани луѓе кои што се сакаат да се вклучат со своите ракотворби да помогнат за куќињата во Лајка. Така да секој ќе може да си купи од тие ракотворби, но ќе ми нешто друго интересно, претпоставувам, бидејќи од Лајка се подготвува овие денови многу. И секој кој што ќе купи ќе предонесе со тоа да се донира и за стационарот Лајка. Овие ракотворби беа веќе претходно испратени до вас или ќе може секој кој што ќе дојде да си ги земе со себе, да ги донесе? Имаме веќе воспоставен контакт со повеќе луѓе кои што изработуваат ракотворби, исто така имаме направен контакт и со луѓе од занечиската фела и тие ќе дојдат дополнително да не поддржат во овој настан и навистина ќе има многу убави и интересни работи, би било убаво и посетителите, па и некој специјално да дојде за самиот базар, да дојде да се поддржи и со нас. Кога почнува овој базар? Утре во 11 часот во Зоолошката градина, до 3 часот негде гледаме да ја завршиме целиот настан. Така, меѓутоа, освен овој хуманитарен базар, вие имате и заедничка кампања која што исто е насочена кон домашните животни. Кампањата е да не се напуштаат домашните животни. За што станува збор? Да, нашата кампања всушност се вика "Нашите миленици се наше семејство, не ги напуштајте", бидејќи често сме сведоци на напуштани животни, особено Лајка е најголем сведок за тоа. Има премногу бездомни животни, не се само куќиња, тука се спаѓаат и мачки. Во зоолошката градина постојано ни носат и папагали, зајчиња, морски прасиња, желки, така да сакаме да ја покренеме свеста и на тоа поле. Знаеме дека е малку потешко, нели, без да има казнување за тие работи, но ние секако сакаме преку едукација заеднички да направиме прво најмалите да го сватат тоа дека нашите миленици не сме да ги напуштиме, а потоа нели и повозрастните. Така да мислам дека до сега успешно го правиме тоа, ќе продолжиме да го правиме. Мислам дека до крајот на мај ние зацртано да трае таа кампања. Ние секако го правиме тоа секојдневно и во приватниот живот, но баш ова мислам дека ќе биде една убава кампања која ќе ја заокружиме. Претпоставувам дека ни беше паметна школка во градски парк, еве да откриеме ексклузивно. Ќе имаме еден убав настан и тогаш ќе ве поканиме повторно да дојдете. Да, секако ќе дојдеме, би ве прашала, велите напуштените животни ги носат во зоолошка, дали потоа вие ги прифаќате? Па ги прифаќаме затоа што немало каде да ги остават, нели, но во последно време пробувам преку едукација кога сакат да го остават животното да им објасниме дека не сме и зошто е тоа така, нели, бидејќи пред сему се создава стрес на самото животно, да речеме едно зајче да се донесе од домашна средина во зоолошка градина, навистина е стресно за тоа животинче и сега веќе почнаме да ги враќаме бидејќи навистина немаме ни капацитет, значи ние овде сме зооградина со одреден број на живеалишта, но не сме стационар каде што може да ги сместиме и немаме карантин. Така, кога сме видејќи стационарот и јас би го прашала директорот на Лајка каква е состојбата таму. Знам дека овој стационар има капацитет за 100 куќиња да вдоми, да привремено, меѓутоа низ градот има многу се уште бездомни животни, за жал. Како се справувате со ова?
Да, градот има многу животни. За жал, во изминатиот временски период доста, да речеме, не соодветно се справувал со градот со бездомните популација на животни. И сега во моментот пробуваме да воспоставиме правилен начин на функционирање. Би можеле да кажеме дека зголемени се капацитетите за 50% во однос на претходниот период и навистина гледаме максимално барем тие пријави кои што ни се доставени до нас од граѓаните да излеземе веднаш на лице место. Во моментот ги следиме кампањата на градот Скопје, затоа што секоја недела сме во различна општина заедно со другите јавни претпријатија, така да и Лајка е вклучена во таа активност и општина по општина ги гледаме тие жешките точки да ги покриеме. Веќе почнавме и стратешки да делуваме во определени зони и во иднина ќе продолжиме да функционираме стратешки веќе да го решаваме проблемот. Имаме една екипа која што е алоцирана кон пријави, значи ако има не дај Боже некаде несоодветен немил настан, а другата екипа веќе ќе почне и стратешки или ќе продолжи стратешки да делува на лице место. Што ќе значи ова стратешки да делува? Како ќе функционира? Правилно за решавање на еден проблем е територија по територија, односно реон по реон. На таков начин ќе почнеме и ние да функционираме. Дека не исчистиме определен реон до 75% од популацијата, не се префрламе на средниот реон. На таков начин гледаме правилно се решава всушност проблемот, не се решава преку интервентни собирања на кучиња. Сега во моментов ги собираме тие кои што се, да речеме, условно кажано дека прават проблеми. И всушност малце да ја смириме општиот поглед према бездомните животни и да нема немили настани. Затоа тие кучиња гледаме први да ги третираме, а од тука натаму всушност ќе продолжиме да функционираме реон по реон со цел за навистина да го решаваме проблемот, а не само да гасиме пожари, народски кажано. Да, меѓутоа и покрај тоа што вие ќе ги земете овие 70 да речеме проценти од реонот, не можете да ги задржите во стационарот затоа што нема место, нема простор. Апелирате на вдомување, се вдомуваат ли? Да, имаме многу убава бројка, да речеме, на вдомени кучиња. Последните 4 месеци околу 140 и нешто кучиња се имаат вдомено во јавните претпријатија Лајка, со тоа што ние функционираме со еден систем залови, стерилизира и врати. Ако кучето не успееме да го вдомиме, во таков случај за 15 до 30 дена го враќаме на локацијата, но веќе целосно третирано, тоа значи дека кучето и доста често се случува и од страна на активистите и од страна на граѓаните да си го најдат кучето на улица, да им се допадне, да си го земат, само нас ќе не контактираат како, да речеме, еден вид на контакт точка и определена документација за кучето, ние им ги издаваме документи и од тука натаму може всушност и да си го вдомат кучето кое што тие го виделе на улица. Така, значи се променува ли барем малку сликата за заловувачите во однос на она што сме го имале како поем порано? Да. Заловувачите во моментот се навистина едуцирани. Во секој еден момент кога излегуваат на терен гледаме и пријавителот или определена група на активисти кои што делуваат на теренот да бидат навистина контактирани при заловувањето и во таков случај гледам дека веќе почнуваме да градиме заедничка доверба, во иднина дај Боже да има и соодветни луѓе од активистите кои што би можеле волонтерски да се вклучат во самите екипи за заловување, да видат дека навистина на правилен начин го правиме тоа. Те прашала и тебе, беше актуелна зоолошката градина по оној беби бум за кој што сите зборувавме, го имаше тоа дури во светски медиуми. Доведе ли тоа до зголемен број на посетители? Сакаат ли да ги видат младенчињата? Секако, овде што и да се случи ново, бројот на посетители секогаш е зголемен, особено за мали бебиња, мислам дека навистина треба бидејќи постојано движиме низ зоолошка и ги слушаме, ајде да одиме мама да ги видиме тие бебиња или да идеме да ги видиме лавчињата. Меѓутоа лавчињата се уште во карантин, бидејќи се уште мали, цицата од мајката и мора да останат таму до некаде до средина на мај би требало да бидат надвор веќе пуштени, кои ќе бидат направени медицински прегледи. Имаме уште многу други бебиња, имаме прв пат двогрбок камилче ни се роди, имаме доста мајмунчиња патаси, имаме бебе лемур, стварно се деси вистински беби бум и мислам дека тоа секојдневно ги радува сите, особено најмалите кои што доаѓаат овде, но не ништо помалку и возрастните, секој сака да ги види, да ги сликне тие животни. Пред крајот на разговорот би прашала, зголемен ли е бројот на посетители во зоолошката со оглед на штракувањето на наставниците и неработењето на училиштата? Дали дечињата доаѓаат со родители, со баби, дидовци за да си го исполнат слободното време? Токму така, оваа недела додека не одам на училиште во градинка, овде имавме многу баби, дидовци
со дечиња кои што беа низ зоолошка, но се надевам дека ќе почнат да одат во училиште, ние сепак имаме повторно посетители, бидејќи секојдневно имаме по нешто ново, така да секогаш интересно да се дојде тука. Тина и Воислав, јас ви благодарам за вклучувањето во утрински брифинг. Ве посакувам успешна утрешна хуманитарна акција Базар. Ќе бидеме во контакти за оние останати наредни Да чекаме да активности. дојдете. Секако. А ние по завршувањето на овој разговор ќе се останеме уште малку во Зоолошка затоа што тука е навистина преубава атмосферата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу. Благодарам и јас.